Добро утро, вие сте назад со утрински брифинг и во наредните 10 на минути имаме чест да ни гостува во студиото капитенот на женската фудбалска репрезентација и јас нема да бидам многу нескромен, ќе кажам дека е недобрата фудбалерка која што излегла од просториите на Македонија, Наташа Андонова во студиото на утрински брифинг. Добро утро. Добро утро. Наташа, се вративте со репрезентацијата по оној меч против Казахстан во она квалификацијско коло, женско квалификацијско коло во услови кога женската фудбалска репрезентација ја постигнува својата прва официјална победа во едно квалификацијско надпреварување на гостувањето, на едно гостување. И при тоа во услови кога репрезентацијата беше неколку години замрзната, женската репрезентација, и да не постоеше. Сега, ако го опишуваме успехот таков каков што е во ова гостување и победата во Казахстан, што значи за женскиот фудбал во Македонија? Па оваа победа за сите нас значи многу, исто како за нас исто како да сме влегли на европско, така се радувавме ние заради тоа што ни е прва утакмица на гостински терен на квалификацијски надпревар, а втора победа на овој квалификацијски циклус, каде што два пати ги добивме Казахстан. Прво тука 4-1 кај нас, сега таму 3-0. И ова е чекор плюс за нас сите и за женскиот фудбал во Македонија, како што кажавте вие. 3 години македонската репрезентација беше во мирување, но сега со овој претседател работите се сменија на подобро секако, заради тоа што тој сака само успеси. Тоа значи дека ќе треба да се вложува постојано во женскиот фудбал, бидејќи не знам во моментов ни каква е ситуацијата со женската лига во државата. Сериозно не сум се информирал за тоа до каде се екипите и дали се игра активен фудбал. Знам кога е машкиот во прашање дека имаше проблеми на почетокот, па сега се одвива. Меѓутоа, веројатно таа една инфраструктура која што е потребен на женскиот фудбал допрва треба да доаѓа. Баш така, значи мора многу да се вложува во женскиот фудбал. Имаме ние доста квалитетни фудбалерки, но мора доста да се работи, условите да бидат подобри. Лигата е слава имаме само 2 фудбалерки што сме на страна, што играме во странство, тоа сме јас и Гентијана Рочи, но другите фудбалерки се тука во Македонија, каде што ниеден клуб не е професионален, нема услови за добра работа, за добар напредок, така да јас се надевам во наредните неколку години работите ќе се сменат. Ако го земеме сега овој успехот на мажите на ова европско, кој што изборија пласма на европско првенство следната година, што мислиш дека ќе донесе тој успех на машките фудбалери? Бидејќи да не заборавиме дека и машката репрезентација со годините наназад имаше своји периоди во кои што беше исфиркувана, па потоа дека не ги носела резултатите според начинот на кој што се развива. Меѓутоа еве стигнаа на европско. Прво сакам да им честитам на момците што се изборија за тој пласман и за тој огромен успех тука кај нас во Македонија. Јас мислам дека многу ќе им донеси тоа сега, плюс на машките. Кај нас играат сите во странство, машкиот фудбал, но јас мислам дека со овој пласман и со ова идење на европско првенство ќе си ги отворат вратите плюс и сите ќе направат уште подобри трансфери. Тоа јас сум сигурна. А нивниот успех да донесе инфраструктура во Македонија, каде што веројатно би имало можеби подобри стадиони, повеќе игралишта, повеќе организација каде што и жените би добиле уште поголем фокус? Секако дека да, поради тоа што со самото влегување на европско првенство на мажите, тоа е добро и за нас, за жените, но и за целиот фудбал во Република Македонија, поради тоа што тука влева и ФИФА и УЕФА и тука и финансиите се поголеми, се зголемуваат, да. И имаат во планови да прават и стадиони каде што ќе може да се игра не само тука во Скопје, него во цела Македонија, така да плановите на федерацијата се големи и за неколку години сето тоа ќе го реализираат. Наташа Андонова, гостинка во утрински брифинг во овие минути во кои што делуваме време секако за спортот. Наташа, веќе си втора сезона во Леванте во Шпанија, клуб во кој што дојде после Барселона. Кога ќе ги споредиш двата клуба, сега можеби неблагодарно е од моја страна, меѓутоа Барселона и Леванте, која е промената?
Па, двата клуба се таму во Шпанија. Разликата е во тоа што Барселона на име и не на име има малку подобри услови од Леванте, зборам за женски фудбал. Леванте години уназад е второ, трето место на табелата, но оваа година сакаме да идеме на прво, но нема да ни штети и да бидеме во првите три, заради тоа што сега, оваа година, првите три екипи влеваат во Лига на шампиони, да. Така да имаме многу добра екипа и се надевам дека ќе направиме добар успех. А ги следиш Барселона или пак претходните твои клубови во Германија? Па јас сум таков тип што сакам да гледам фудбал и ми интересира доста фудбалот. Ги гледам сите лиги, дали тоа што сум играла пред тоа или други екипи, значи гледам се, а Барселона ги пратам секако поради тоа што се исто во нашата лига и сега во декември треба да играме против нив. Во Леванте, во машката екипа е Барди, се гледате со Енис Барди некаде? Да, Барди ми е добар пријател. Често комуницираме и моментално е повреден. Му посакувам се најдобро. Значи имате простор да се дружите? Да, имаме простор, се дружиме, мислам, на исти тренинг камп тренираме така да секој ден скоро се гледаме, но сега со ковидот малку се Што е променето со ковидот? Па со ковидот е променето поради тоа што тие тренираат горе, а ние тренираме долу на тие стадиони и немаме пристап горе заради тоа што протоколот на првата лига на машките е малку поразличен. Постриктен е, поригорозен. Да. Аш добро, што ги прави Лион и Волсбург толку, Лион особено за оние кои што не се толку упатени во женскиот фудбал, Лион, ако не се лажам, последните 10-11 години 8 или 9 титули има во Лига шампиони. Точно. Што ги прави толку тие две екипи или Волсбург, колку има и тој? Не, Волсбург иде до финале, меѓутоа не може. Да. Што ги издвојува тие екипи? Па Лион е искрено ги издвојува тоа што со години уназад имаат исти тим, ги имаат најдобрите фудбалерки, можам да кажем, од Франција, имат неколку странци и така да условите се доста големи, таму доста добри, имаат, како што кажав, иста екипа и уиграни се многу, и така да невозможно беше да ги победи било кој, но ме изненади тоа што во првенството сега изгубија од Париз 1-0 на домашен терен. Па добро, и Париз е градат екипа, таму се пак милионите од нафтата во моментов. Наташа, помага ли тоа што или има ли било каква комуникација на федерацијата со тренерот на фудбалската репрезентација на САД, Стојановски, кој што е македонец по потекло? Имаат ли некаква комуникација, има ли некаква соработка која што може да се создаде во иднина помеѓу САД и Македонија во однос на женскиот фудбал? Па јас мислам дека, не знам, но мислам дека да, поради тоа што тој пред неколку месеци беше тука во Македонија и беше во федерација и сигурно има зборувано, но јас не знам, не сум прашала. Да. Има едни од најдобрите фудбалерки во моментов со кои што соработува и верувам дека тие врски во фудбалскиот свет можат да бидат само од бенефит, нели не? Да. За крај нека да имаме уште 2-3 минути од разговорот, би те прашал со оглед на тоа што она светско име кое што го напушти фудбалот на неодамна, Диего Армандо Марадона, се свртеа и Аргентина, се сврти и останатиот свет во однос на неговата смрт и што она што значеше за светот. Тебе те хранеле со тие приказни домашните околу Марадона, како го доживуваш ти? Па јас се Блаче ќе ти кажам искрено, мене јас кога бев мала уште, сите ми вика Марадона дека имам стил на игра како Марадона и јас прво не знаев кој е тој, но кога татко ми изборуваше за него и влегов на YouTube да видам кој е, значи страшен играч. И од тога што ми стана омилен играч. И кога слушнав дека починал, за мене беше шок. И бевме таму во Казахстан и стварно светскиот фудбал и изгуби една огромна легенда. Така. Наташа Андонова, капитен на женската фудбалска репрезентација, најдобрата фудбалерка на Македонија, не само во моментов, току било кога што излегла од оваа
од ова парче земја. Јас ти благодарам на одвоеното време. Што е следно? Освен квалификациите, сега се враќаш во Шпанија и продолжува првенството? Да, сега се враќам во Шпанија и продолжува првенството. Сега во декември имаме доста надпревари, поради тоа што 3 надпревари ни ги откажа и сега треба да ги играме во декември, така да ќе има доста утакмици. Добро, и ние те чекаме преку Zoom, барем ако ништо друго од Леванте да те вклучиме, бидејќи и морам да те пофалам за твојот шпански јазик, кој што интервју беше неодамно објавено на вебсајтот токму на Леванте. И да, те очекуваме повторно во брифинг. Ви благодарам многу.